Тоа што допред 2-3 децении во Малешевијата годишно се произведувале над 20.000 канти со сирење или над 300 тони, а сега драстично помалку, само зборува каква политика се водело и се води во сточарството во државата. Незадоволни од ниската заработувачка и негрижата на државата, младите се повеќе се иселуваат, па возрастните ги намалуваат стадата, а со тоа и производството на традиционалното малешевско сирење. За колку квалитетно сирење станува збор излишно да се зборува. Од Сдруженијето на овчари во Малешевијата велат дека сирењето е брендирано во 2001 година, а истата година на сајмот Еурека во Брисел, овој традиционален производ добил златен медал за квалитет. Сезоната на производство на ова сирење е во полнек, а мајско сирење, како што велат производителите, е највкусно, бидејќи ливадите во пролет се најсочни. Обично се вели колку што е стара Малешевијата, толку е стари рецептот за традиционалното малешевско сирење, кој беровските сточари љубоморно го чуваат. Инаку со сегашното темпо на иселување ќе биде многу тешко да се вратат стадата во Малешевијата, иако е познат квалитетот и на јагнето и на сирењето од тој дел на државата. Бидејќи пред се треба народ, луѓе што живеат тука ја веднегуваат традицијата и ја познаваат работата, а такви има се помалку. Од друга страна, овчарството е гранка која младите се повеќе избегнуваат да ја работат, а сегашните сточари стареат. Дали тоа значи дека и малешевското сирење полека ќе исчезне од трпезите?